Вкупно 143 лица повредени во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани беа повторно прегледани од мултидисциплинарен тим лекари од Кочанската болница и клиничките центри во Скопје, кои се активно вклучени во нивното лекување и рехабилитација. Анализата на податоците се уште трае, а првичните наоди покажуваат дека кај значителен дел од пациентите здравствената состојба е стабилизирана и терапијата е завршена. Тоа се претежно млади луѓе кои биле хоспитализирани краток период и се здобиле со полесни повреди. Тоа е еден динамичен процес каде што не престанува, значи ние не ги оставаме, не се заборавени, значи следењето се континуирано и во однос на тоа понатака како ќе биде следењето, кои од нив имаат потреба да бидат следени од пулмолог, значи ќе треба да ги превземат колегите од пулмологија. Оние што имаат потреба од третмани на лузните во смисла на само корекција од дерматолог ќе бидат исто така превземени од клиниката за дерматовенерологија. Во моментот во Кочанската болница на физикална терапија редовно доаѓаат помеѓу 20 и 30 пациенти. Дел од нив поради работни и образовни обврски, терапијата ја реализираат и во здравствените установи во Штип и Скопје. За пациентите кај кои ќе биде потребна посложена корекција на лузните на телото и лицето, особено ако тоа подразбира третман надвор од државата, одлука ќе носи лекарски конзилиум. Треба да се направи малку пообемен план во однос на тоа дали лекарите ќе бидат донесени, значи специјалисти од одредени области ќе бидат донесени во Македонија или повредените би биле испратени во нешто што не може да се направи кај нас, би биле испратени и во кои центри би биле испратени, пак ќе зависи од тоа. Значи ќе треба, доколку се одлучи, ќе треба да се контактира соодветниот центар, дали ќе може да го прифати, значи сепак е тоа малце посложен процес. Во процесот на рехабилитација се вклучени и медицински експерти од странство, меѓу кои физиотерапевти од Велика Британија и пластични хирурзи од Белгија, кои во текот на месецот ќе извршат дополнителни проценки за понатамошниот тек на лекувањето. Посебно внимание се посветува и на пациентите со респираторни последици од вдишувањето чад, од кои дел веќе го завршиле лекувањето во Јесеново. За Сител, Трајан Ристовски.